Добро вечер, 24 анализа. Добре дојдовте. Законот за употреба на јазиците повторно ја бранува и јавноста и законодавниот дом. Амандманите се напиша Комисијата за европски прашања, која што е матична во овој случај, бидејќи законот е со европско знаменце, се одложи. Зошто? Дали законот за употреба на јазиците, освен законодавниот дом, ја бранува и владината коалиција? Опозицијата со барање да се тргне европското знаменце од законот, како планира да го издействува тоа. Ова се само дел од тезите за кои што вечерва ќе дебатираме и анализираме. Јас сум Душица Мрѓа Ковачев, а вечерва гости во 24 анализа се Петар Атанасов, пратеник од СДСМ. Добро вечер, добре дојдовте. Ви благодарам што прифативте поканата. Драган Данев, пратеник од ВМРО-ДПМН. Добро вечер, ви благодарам што прифативте поканата. Добро вечер за вас и за гледачите на вашата телевизија. Господа, како што кажав, законот за употреба на јазиците повторно ја бранува и јавноста и законодавниот дом. Вечерва протести, само што завршија. Протести и пред седиштето на ВМРО-ДПМН и пред собранието се побара да се повлече законот за употреба на јазиците. Се порача дека ако не биде исполнето тоа барање, состојбата може да ескалира. Господин Атанасов. Дозволете ми само една реченица на сите албанци да им го честитам денот на албанската азбука. Ден кој има многу врска со законот кој го предлагаме, затоа што со овој закон треба да се реши последната законска обврска од Охридскиот рамковен договор. Законот кој треба да ги регулира односите меѓу вториот службен јазик во Република Македонија, помалите заедници и секако односите во институциите на државата и секаде онаму каде што е планиран да се употребува. Јас не знам зошто секогаш мораме ние вакви чувствителни закони да носиме во контекст во кој некако работите се изместуваат или некој сака намерно да ги измести. Јас морам да кажам дека не ми е јасно зошто ваква хистерија се прави со процедурата на законот за употреба на јазици. Оваа хистерија и пред неколку месеци овие денови ја поттикнува, морам да кажам, опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН, затоа што еве само една мала дигресија. Најпрви СДСМ беше обвинуван дека ќе го менуваме уставот. Се викаше, се бевме обвинети дека уставот ќе го прекршиме, дека ќе смениме. Испадна дека нема да се менува ни еден член од уставот. После бевме обвинети дека ќе воведеме двојазичност секаде во Република Македонија. Човек може да помисли дека ќе воведеме двојазичност и во куќните совети во малите градови. И тоа испадна дека не е така. Македонија е за законот, господин Атанасов, ве молам. Протест имаше. Значи не е добро што се прави ваква атмосфера, не е добро за Република Македонија. Вакви закони мора да ги носиме со согласност на сите големи и важни политички партии. Протестот е легитимно уставно загарантирано право. Пораката беше да се повлече законот за употреба на јазиците или протестите ке се повеќе ќе ги има и состојбата може да ескалира. Би понеле ли одговорност во евентуална ескалација? Законот е во редовна собраниска процедура. Законот е дел од владината програма. И ние овој закон сметаме дека треба да се донесе, затоа што ова обврска од рамковниот договор треба да се затвори, за да продолжиме понатаму да го градиме општеството. Господин Данов, протестите беа и пред седиштето на ВМРО-ДПМН. Демонстрантите порачаа дека и даваат последна шанса на партијата да ја спаси, како што рекоа Македонија. Последен пат кога имаше вакви протести се случи 27 април. Добро, вака сега, значи јас ќе се надоврзам или ќе започнам таму каде што колегата Атанасов заврши и неговата теза и тезата на СДСМ е дека ова се носи во една редовна законска процедура, ова законско решение. Јас морам да кажам за целокупната јавност дека се е во однос на законот така, само да се носи во однос на во една нормална и деловничка законска процедура. Јас со тоа не се согласувам, не се согласува ни целата пратеничка група, не се согласува ни експертската јавност, не се согласува ни господинот Хан, кој пред некој ден беше во Република Македонија. Морам за целокупната јавност, односно за сите граѓани на Република Македонија, и оние што го следат собранието, и оние што помалку го следат собранието, и оние што помалку не го следат собранието. Значи, еве го деловникот за работа на собранието на Република Македонија. Мораме да работиме со факти и со аргументи. Што предвидува деловникот за работа во однос на закони на кои што се става европско знаменце. Јас ќе ве замолам, имајте трпение минута да го исчитам и мислам дека работите ќе бидат многу јасни. Да, член 135 став 4. Значи, кога предлог на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската унија, во воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската унија со полн назив, број, датум. Таков акт нема во однос на овој закон, а е ставено европско знаменце. Ве молам само да се докажам. Не, без молам. Со предлогот на закон, став 5, се поднесува и изјава за усогласеност
подпис на надлежниот министар и јасно наведување на правниот акт на Европската унија со кој е извршено усогласувањето. И сега, почитувани граѓани, Ке зборуваме за вашето барање за европското знаме во однос на овој закон. Ни став 4, ни став 5 не е испочитуван и јас мислам, ако сме честни кон граѓаните на Република Македонија, треба да го вратиме законот во владина процедура, да се тргне европското знаме, бидејќи на овој начин нека искрено ја подценуваме интелигенцијата на граѓаните на Република Македонија. Ние како ВМРО ДПМН и јас како пратеник, значи во никој случај не сум против унапредување на употребата на јазиците на било која етничка заедница, најмалку на албанската етничка заедница, но тие закони, ве молам, мора да бидат кохезиони. Значи тие закони мора да бидат инклузивни, а не да бидат ексклузивни за одредени етнички заедници. Ви благодарам, мислам дека треба главна цел. А ќе се вратиме на протестите. Главно прашање е целта која сака со сета оваа политичка активност да постигне ВМРО ДПМН. Таа е јасна. Преку подигање на етничките тензии, преку разговори дека нешто страшно се случува во државата, дека некој етникум губи нешто, дека најголемата група во Република Македонија нешто е загрозена. Значи, целта, ако е целта да се блокира процесот и овој закон да не се донесе, тогаш е јасно зашто ВМРО ДПМН се однесува на оваков начин. Значи, целта на СДСМ е да донесеме закон кој ќе помогне да изградиме општество на рамноправни граѓани. Ако ова обврска од рамковниот договор не ја направиме, ние не можеме да одиме понатаму. Значи, мораме да создадеме услови на почитување на човековите права, на јазичните права, на културните права. Колега Данев, вие донесовте закон во 2008 година. Овој закон ние го гласавме. Овој закон вие немавте намера да се спроведува, затоа го донесовте. Не постои ни еден механизам натре со кој ќе гарантирате дека овој закон ќе се спроведува. Нема никакви институции, нема никаква заштита, нема механизми на контрола. Вие овој закон го донесовте за да не се спроведува. Значи тоа е едно големо лицемерие. Сега кажувате дека ние сакаме да донесеме некој закон кој ние треба да го разрушиме општеството. Па не е точно. Мислам, џабе ги подигате тензиите, џабе ја возбудувате јавноста. Нашата единствена цел е да го затвориме ова последно прашање од Охридскиот рамковен договор и да одиме понатаму. Ова е само основа од која ќе почнеме да ги градиме политиките во многу други области, колега, во образованието, каде што треба да се грижиме за јазичните политики, во културата, во размена на културни символи, сето она што го чини едно заедничко општество. Ве морам да одговорам на дискусијата на почитуваниот Атанасов. Видете, вие имате теза дека ништо страшно не се случува во државата. Што има пострашно од тоа да се подметнува закон кој што закон не е во рамките на уставот на Република Македонија? Но тоа вие го велите дека не е уставен. Ајде да продискутираме и кој го вели тоа. Значи мораме без емоции да дискутираме и да ги изнесуваме фактите. Значи голем број експерти, правни експерти по уставно право имаат сериозни забелешки, уставни забелешки во однос на овој закон. Значи и професорката почитуваната Силјановска и почитуваната професорка Ванковска и да не набројувам уште многу други експерти во оваа област јасно и гласно кажуваат, изнесуваат и експлицитни и имплицитни своји становишта дека овој закон е надвор од рамките на уставот на Република Македонија. И овој закон е еден еклатантен пример дека во Република Македонија сегашната коалиција на СДСМ, ДУИ, Алијанса, па сигурно и останати политички партии го става правото во рамки на политиката, а треба да биде спротивно како во секоја нормална европска парламентарна демократија каде што владее правото и уставот. А тоа е да се во една држава биде во рамките на законот и во уставот и најмногу од се политиката. На тоа мораме да се вратиме начело и така да ги формираме законите, така да ги носиме во една нормална, пак ќе кажам, деловничка процедура, без при тоа да наистина на некој начин ја подценуваме интелигенцијата на собствените граѓани. Аргументите не се на ваша страна, колега Данев. Вие можете колку сакате да го повторувате тоа. Че аргументите може да ги извлечете од било каде и да браните било која теза. Тоа сега младите го учат во дебати. Дајте им една страна и ќе ви опонираат. Вистината е дека овој закон, ако сакаме да збориме рационално, со ладни глави, има три области или три подрачја. Првата област е уставноста, дали е уставен, колку е уставен, дали е во согласно со уставот. Че тоа е едното поле. Вие ми лувате да зборувате само за тоа. Второ, сега вие ме ќе ме слушате. Второ е практичноста на јазикот, затоа што не можете вие да имате 100% гаранција некој закон како ќе се спроведува до крај. Еве колегите од ВМРО ДПМН донесува закон кој никогаш не се спроведуваш. Значи практичноста на законот, практичноста на јазикот и трето улогата на помалите етнички заедници. Овие се трите области кои овој закон ги опфаќа. Во однос на уставноста, тука се работите јасни. СДСМ и коалицијата тврдат
и владината коалиција тврдат дека овој закон е во согласност со уставот. Подготвени сте да го пратите целиот закон ваков каков што е на Венецијанска комисија? Целиот закон ќе оди на Венецијанска комисија и ние сме обврзани уште летото во преговори со Европската унија дека цел закон ќе оди и Венецијанската комисија како непристрасен и фактор кој е стручен за тоа и ќе каже дека и кои членови не се или се во согласно со уставот, немаме ништо против. Поддршка вашите коалициски партнери на тоа? Значи вака, ние со нашите коалициони партнери цело време разговараме. Разговаравме и кога законот влезе во собраниска процедура. Конкретно ве прашувам за одењето пред Венецијанска комисија. Па разговори имало секако и мислам дека тоа ќе биде направено. Бидејќи имаше дилеми во владата кога поменуваше законот во владата. Па најдобро е да оди на Венецијанска комисија. Па испадна само делови се прати. Затоа што ние во Република Македонија нити еднаш не сме успеале за 20 години да донесеме некаква голема одлука сами. Секогаш некој морало да ни помага од надвор. Еви овој пат е тоа. Наместо да седнеме и рационално да аргументираме, да видиме, значи моите дискусии во парламентот беа секогаш или завршуваа во насока дајте да донесеме добар закон што ќе може да се спроведува, а не обратно. И повторно ќе се потпреме на стручност од надвор затоа што очигледно овде внатре не може да се договориме. Господин Данев, дали ВМРО ДПМН ќе го прифати законот? Ако Венецијанската комисија ваков каков што ја даде поддршка дека е во ред? ВМРО ДПМН ги почитувало одлуките на Венецијанската комисија. Тука е друго. Случаи, имаме друг проблем. Значи препораките се уште дел од препораките ќе да бидат вклопени. Да се докажам и да искажам став кој што ќе влие на господинот Атанасов и треба да го слушат граѓаните на Република Македонија. Значи имаме една тотална невистина. Господинот Атанасов вели дека со овој закон се грижи за помалите етнички заедници, ги тангира нивните јазични права или напредување на употребата на јазиците на помалите етнички заедници. Овој закон е ексклузивитет. Само за една политичка партија, за една политичка, тоест за една етничка заедница. И ништо повеќе. Апсолутно некоректен е ставот. Доколку Венецијанската комисија даде поддршка за овој закон, Венецијанската комисија може да даде поддршка и не може да даде и можеби нема да даде поддршка. Јас ви зборувам. Наш политички став дека овој закон е апсолутно неуставен закон и не е во рамките на уставот на Република Македонија. Дали ќе има иницијатива пред уставниот суд доколку Венецијанската комисија го поддржи? Дека уставноста ќе биде и како значи нели оспорена од страна на многу граѓани, не само од страна на ВМРО ДПМН пред Уставниот суд, ако нема соодветни промени, а гледајќи и слушајќи изјавата денешна на господинот Артан Груби, кој што вели дека апсолутно ни еден амандман на колегите од СДСМ нема да биде прифатен. Да се разбереме една работа и да не ги потценуваме граѓаните на Република Македонија, нивната интелигенција. Овој закон се договараше во штабовите на СДСМ и на ДУИ. Овој закон се дефинираше стручно, замислете, во тие штабови месец дена. И ако не е овој закон, немаш ни да постои коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ, тоа е барем ставот на пратеничката група или на политичката партија ДУИ. Ако грешам, господин Атанасов, кажете, што ќе се случи ако вие овој неуставен закон, еве како СДСМ не го изгласа? А каде го договарате вие овој закон? Не, јас ви кажам, ве прашам. Кој штабови тој закон? Значи, Мајскиот манифест го криевте, колку месеци го криевте? Ќе ви кажам и за каде ви се овде малите етнички заедници? Ги немате тука? Господине Данев, немате мали етнички заедници во законот од 2008 година. Ама ние не напишавме закон за јазици. Значи, како да ви кажам? Значи, имате еден политички дисконтинуитет во вашите политички ставови. Не е точно. Тие закони, значи законот ако го погледнете оне од 2011 сте го критикувале надолго и на широко. Но што е битното? Ние го гласавме тој закон и го поддржавме. И во 2008 и во 2011 година експертската јавност беше на став и то консензуално дека се работи за закони кои што навистина ги унапредуваат правата на употреба на јазиците на етничките заедници. И тоа е во ред. Немаше експерт кој што го критикуваше од аспект на уставноста таквите законски решенија и во 2008 година и во 2011 година. Сега имаме сериозна критика во однос на уставноста на овој закон и затоа бегате од дебата. Значи, ова се аргументации само на една линија. Значи, во дебатата во парламентот беше кажано дека и дури ваши колеги пратеници од опозицијата кажаа дека има потреба од ваков закон. Беше поддржан од сите пратеници албанци во собранието на Република Македонија, не само од ДУИ. Вие тоа сте или сте го промашили или не сте го. Значи, законот
Го правиме, да, со нашиот коалиционен партнер, но зошто е барен ако вие веќе сте донеле закон со кој сте го решиле ова? Значи не е решено, колега Данев. Сте донеле закон кој не се употребува. И ние мислам дека ова конечно ова прашање треба да го затвориме, затоа што доста се бавевме со етнички прашања. Ние обратно, процесите во ова општество треба да ги водиме кон деетнизација. Треба да работиме на тоа етничката важност да паѓа. Тоа беше цела програма на СДСМ. Се обидуваме цела година, 2 години да зборуваме да го смениме концептот, затоа што Македонија не може да се градат ниту две општества, ниту две држави, ниту да бидеме само конгломерати од различни етнички групи. Ние немаме друг пат освен да седнеме заеднички да градиме Република Македонија. Вие сакате да оспорувате права, да кажувате кој има право, кој нема право и сакате постојано да работите. Моето чувство дека вашата улога е не сте конструктивни во однос на овие прашања. Секогаш сакате нешто, мислам, зошто поднесовте, кажете ми 83 амандмани? Што е намерата да се блокира овој закон и да се донесе? Ако вие како опозиција сакате да го блокирате, кажете, можете и со помалку амандмани да го блокирате. Реда. Значи, ниту сме деструктивни, ниту ќе бидеме конструктивни кога се руши Уставот на Република Македонија и кога се предлагаат закони кои што се надвор од уставните рамки. Ако од нас барате таква конструктивност, граѓаните на Република Македонија не ни дале на нас и па и на вас, како две најголеми партии, вие сте сега владеачка, ние опозициона, да носиме закони и да подржуваме закони кои што се надвор од уставните рамки. И со тоа треба да се соочиме. Видете, јас знам дека и вие знаете, и вашата пратеничка група, дека се работи за закон кој што е надвор од уставната рамка. 25 пати го повторивте истото. Ајде, колега Данев, кажете друг аргумент. Во какво општество живееме? Дали имаме етнички поделби во општество? Што правевте вие 10 години? Како ги градевте односите меѓу заедниците? Поделбата меѓу заедниците е ужасна. Во време на 10 годишно владење. Вие сите можни поделби ги инвестиравте во сите можни поделби. Значи, на крај успеавте и македонците да ги поделите. Морам ова да го кажам. Морам да го кажам ова. И сега кажувате дека вие сакате да градите нешто. Значи, сме дојдени до некоја линија каде што натаму или не знам што треба да се прави за да ова општество се залепи. Зошто се случи 2001 година? Вие заборавате 2001 година. Вашиот лидер во 2001 година го потпиша рамковниот договор. Ова е обврска од рамковниот договор за која вие никогаш не сакавте да преземете одговорност. Колку ја сакате, колега Данев, Македонија, за да преземете одговорност, да заедно донесеме закон. Само една реченица. Венецијанската комисија ќе го каже својот став. Уставниот суд е во рамките на нашиот политички систем. Председателот Иванов ги има своите механизми. Ние овој закон нема да го отвориме, ќе го отвориме се додека не стане добар и додека не е употреблив. Што доколку го оспори уставен суд? Секунда сам. Си има процедури, она што ги пише кои се ингеренциите на уставниот суд. За власта доколку падне овој закон на уставен суд. Па ќе видиме што и дали уставниот суд како ќе пресече. Но многу поважно е Венецијанската комисија да се изјасни за целиот закон. Целиот закон треба да го прегледа некој што е надвор, кој е непристрасен. Дали ќе понесете политичка одговорност како власт доколку падне законот, бидејќи се поднала неуставен? Ние мислиме дека е уставен законот. За граѓаните на Република Македонија да видиме дали се работи за уставен закон. Вели вака, член 1 став 2. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во заграда албански јазик, исто така е службен јазик и неговото писмо. Дали ова според Уставот на Република Македонија и според рамковниот договор кој вели дека службен јазик на целата територија на Република Македонија е албанскиот јазик. За службен јазик во општините во кои што има над 20% од етничките заедници, службен јазик исто така и сега е регулирано да биде јазикот на таа етничка заедница, конкретно на албанската етничка заедница. Видете, вие нас ни припишувате нешто што вие го правите. Вие правите сериозна поделба во македонското општество. Наместо сега да дискутираме за зголемување на пензии и на албанците, и на македонците, и на турците, и на сите останати етнички заедници, наместо да разговараме за зголемување на платите на државната администрација каде што работат сите етнички заедници, наместо да разговараме за нови инвестиции каде што се вработуваат луѓе од сите етнички заедници, направи тоа владата на ВМРО. Зошто не разговараме за тоа, разговараме само за законот за употреба на езици? Како што тоа владата на ВМРО ДПМН го направи и во Тетово, и во Кичево, и во Скопје, во Бунарџи каде што работат голем процент на луѓе кои што се ако сакате од албанската етничка заедница. Така ќе го подобриме квалитетот на живот на сите граѓани на Република Македонија и така ќе направиме едно кохезионо општество, општество кој конвертира. Нема да направиме со вашите ставови. Јас вас лично не ве обвинувам, но вашата партија инвестира во етнички теми. Вас ви се омилено чети во етничките теми. Еве ќе ве прашам само едно прашање. Во амандманот 5 и мислам дека треба да дозволите да се доискажете.
Што дефинира колега Данев? Што дефинира? Дека службен јазик е македонскиот. Прашате да ви кажам. Дали има втор службен јазик во Република Македонија? Значи дефинира, да, службен јазик на целата територија на Република Македонија, потенцирам, на целата територија на Република Македонија е македонскиот јазик, додека во средините или општините каде што живеат над 20% од етничките заедници, службен јазик е јазикот на таа етничка заедница. И толку дефинира и Рамковниот договор Охридски, тоа го дефинира и Уставот на Република Македонија. Ве молам, немојте да подметнувате работи кои што не се одлика на политиката на ВМРО ДПМН и на целата коалиција. Внимавајте, ние овие работи кога сме ги практицирале како власт, во нашата коалиција биле и многу партии кои што денес се со вас, па немале никаква забелешка на одредена, како да кажам, креирање на политика на соживот помеѓу сите граѓани на Република Македонија. Јас не сакам ексклузивно да зборувам за македонците или за албанците или за било една етничка заедница. Зборувам за сите етнички заедници. Само со стимулирање и креирање на политики за поквалитетен живот на граѓаните на Република Македонија, така ќе створиме инклузивно општество, а не вака како што вие сакате да направите одредена ексклузивност за одредена етничка заедница, било која да е таа, дури македонска. Зошто не се подобрија јазничните права на помалите етнички заедници во законот во 2008 или во 2011? Значи вака се. Прво, 2008 беше апсолвиран еден донесен закон во кој што беа. Пошто бидејќи има таков амандман. Да, може. Значи, 2008 година ВМРО ДПМН донесе закон со кој што се апсолвира делови од законите, материјалните закони од други области во еден закон, а се однесува на јазикот, односно на јазиците на помалите етнички заедници, и 2011 имаше напредување. Па тоа е фактички може да докаже се. Значи, тоа е еден класичен доказ. Значи, вие лично и господин Атанасов докажувате дека ВМРО ДПМН. Па добро, господин Атанасов, се извинувам кон вас, докажува дека никогаш ВМРО ДПМН немало одредени стереотипи кон унапредување на правата јазична на одредена етничка заедница. Ова е само едно подметнато кукавичко јајце да се внесе една анатема кога се работи за ВМРО ДПМН, не можејќи да спориме за проекти, за дела, за одредени работи кои што го подобруваат квалитетот на живот на граѓаните на Република Македонија. Сега годиме со подметнување неуставен закон. Не ми одговарате на прашање. Вака сега, ај ќе ме прашам. Не, јас прашувам. Ако во 2000 Јас зборевте, јас треба да одговорам. Јас сакам да прашам. Во 2008 ако се носеше прв пат закон за употреба на јазиците и се поставија рамките и така натаму како што велите, во 2011-та се унапредуваше. Зошто во 2011-та немаше член во законот кој што сега вие амандмански го барате во овој закон да се унапредат јазичните права и на помалите етнички заедници? Па добро, ако тогаш немало, сега го поднесуваме тој амандман. Значи можеби било пропуск, можеби било политичка одлука. Значи, како да ви кажам, не сакам да се навраќам на 2011 не од аспект дека некој бранам или па критикувам неосновано одредена друга политичка партија. Ние мислиме дека дошло време или созреали условите да вметнеме еден таков амандман во ова законско решение и да се подобрат употребата, да се подобри употребата на јазиците и на другите етнички заедници. Не е тоа во прашање. И 2008 и 2011 тие закони беа во рамките на Уставот на Република Македонија. Сега, значи апропо сега овој закон е надвор од уставните рамки на Република Македонија. Имате таков амандман? Да, апсолутно. Ќе се откажете од него или до крај ќе одите со тој амандман, бидејќи дури не се многу среќни со тој закон. Ќе ви одговорам. Амандманот за внесување на сите помали етнички заедници или заедници што се во преамбулата треба да стои во овој закон и затоа е поднесен амандманот, затоа што од тој член и нивното внесување зависи понатамошното користење на одредени права членови во Агенцијата за употреба на јазици. И мислиме дека тоа треба да стои. Но тоа ќе го договараме заедно со нашиот коалиционен партнер и мислам дека ќе имаме подршка. Дуи денеска вели. Без прашано од колегата ќе ви дозволам да му одговорите. Дуи денеска вели дека законот е таков каков што е производ на коалициски договори, дека таков каков што е без интервенции треба да помина. Ве прашувам уште еднаш дали ќе се откажете од амандманот доколку Дуи инсистира на тоа. Ние тоа што го поднесеме мислиме дека е важно, ние разговараме заедно со Дуи и мислиме дека заедно ќе одлучиме дека има потреба од нешто вакво во законот за употреба на јазици. И мислам дека еден ден ова одредба ќе се најде во законот за употреба на јазици. Па мислам дека ќе донесеме заедничка позитивна одлука. Ќе видиме. Мојата, она што колегата Данев го зборуваше, не морам да одговорам. Че се работи, еве да ги подноставиме работите. Ајде малку да погледнеме пошироко. Многу едноставно. Во Република Македонија во изминатите два изборни циклуси се нудат два концепта. Едниот концепт е на ВМРО ДПМН, ексклузивен, изолационистички, полн со поделби, полн со етнички елементи, полн со
со политика на раздвојување, но не интеграција и кохезивност. Може малку поконкретно законот, а не може. демагогија? Значи, овој закон и се друго што СДСМ во програмата го има влезено кај владата е во насока на градење на заедничко општество, на рамноправни граѓани и мислиме дека со овој закон ќе се прошират јазичните права и ќе можеме да одиме понатаму, затоа што нас не чека многу работа за многу од ова да стане дел од општествената стварност. Да реплицирам. Значи вака сега. Пак вметнувате на тема и го посочувате прстот кон ВМРО ДПМН во однос на поделби во општеството и не грижа за други етнички заедници и така натаму и така натаму. Еве еден податок ќе ви кажам за градот Скопје. За време на владењето на ВМРО ДПМН, поточно на господинот Коце Трајановски, во градот Скопје се изградени две средни училишта, гимназии во Сарај и во Чаир на албански јазик. Каде што 99,9% од учениците што учат во тие училишта се ученици етнички албанци. Ако ние нешто како ВМРО ДПМН, како партија имаме против албанската етничка заедница во Република Македонија, зарем ќе промовираме такви одредени проекти. Не е тоа во прашање, вие тоа добро го знаете. Значи отварањето на фабриката во Леар во Тетово, отварањето на фабриката во Кичево, тоа се странски инвестиции за кои што наши министри, можеби македонци, можеби албанци, не знам кој точно преговарал за нив, ама ги однале и инвестирале во тие средини каде што мнозинството граѓани или поголем дел од граѓаните се етнички албанци. Проверете ги работните места или луѓето кои што работат во тие фабрики, ќе се уверите во нешто друго. Владата на ВМРО ДПМН заедно со ДУИ и со ДПА во претходниот период, значи подели само на луѓето во образование, на наставниците и професорите 8.000 решенија во тие 8.000 граѓани на Република Македонија. Огромен дел се етнички албанци. Нормално има и припадници од другите етнички заедници, има и македонски припадници на македонскиот народ. Но ако ние сме протежирале или сме правеле политики кои што делат, а не прават инклузивитет, односно спојуваат, мислам дека нема да се согласите со овие факти. И уште една работа, сега се потсетив, јас се извинувам, да кажам, сакам да истакнам колку е дегутантна оваа тема и овие разговори околу законот за јазици. Внимавајте, значи процедурата е, како да ви кажам, јас тоа го кажав и на говорнице, едноставно опожарена во однос на овој закон и носењето на овој закон. Со ова не се согласува и огромен број на албанци, од албанската етничка заедница, кога им се нуди едно вакво решение и на ваков начин. Значи, внимавајте. Има во парламентот, во собранието, комисија која се нарекува Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците. И сега, вели нивниот делокруг на работа. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за оваа комисија матична. Меѓу другото има 20 одредби, вели право на употреба на јазиците и писмата на заедниците. За целокупната македонска јавност. И не, овој закон за јазиците не се става нормално, под нормална процедура во оваа матична комисија, туку се носи во комисијата за европски прашања. И се става европско знаменце, зашто, еве, да не го веруваме Драган Данев, да не ги веруваме политичарите и пратеници од ВМРО ДПМН, во последната посета господинот Јоханес Хан ви кажа јасно и гласно дека ова не е во приоритетите не на владата на ВМРО, на СДСМ и ДУИ, туку ниту на европскиот просперитет и интеграција на Република Македонија во Европската унија. Тешко се искрено, господин Атанасов, конкретно околу ова што го зборува Данев, имаше такава изјава од еврокомесарот Јоханес Хан? Да, европското знаме на законот го стави владата. Владата оценила дека овој закон е важен во контекст на нашите евроинтеграции, во контекст на многу процеси што се започнати и сметаме дека владата донекаде е во право. Тоа е предмет и приоритет и во диалогот на високо ниво за пристап во националната програма за усогласување со европското право. И мислиме дека е во таа насока и мислиме дека има логика зашто е ставен во оваа комисија. Зошто се одложи комисијата за европски прашања? Па имавте изјава од председателот на комисијата, мислам дека не би додал ништо. Тоа јас не знам зашто е одложен и зашто. Закажува комисијата председателот на комисијата. Колку несогласувањето со дел од амандманите од ДУИ е причина за одлагањето и колку е пораката од еврокомесарот Хан причина за одлагањето? Еврокомесарот Хан веќе треба да го сметаме како дел од домашната политичка сцена. Он е толку често во Република Македонија и ги знае нашите приоритети. Во Република Македонија приоритет, ако не е приоритет број 1, ова што го зборуваме, тогаш е секогаш приоритет број 2. Етничките прашања нас не ни дозволуваат во многу периоди од овие 25 години да одиме напред. Мораме да одиме напред и мислам дека тоа комисарот Хан го знае.
Кога ќе се одржи комисијата за европски прашања? Кога ќе ја закажи председателот на Имате комисијата? како коалициски партнери комуникацијата? Комисијата е председател, Артем Груби е председател на комисијата, каде што има пратеници и позиција од опозиција. Јас сум исто председател на комисија, јас ја закажувам кога сметам дека има потреба за тоа. Вие бидејќи се крена толку голема врева и прашина околу ова и во мислам дека не е причина никакво несогласување. Не. Дали како коалициски партнери сте известени за причините реални, за кога би се закажала комисијата? Секое закажување и презакажување на комисијата не подлежи на некакви договори, преговори, разговори. Пленарните седници имаме координатори и координираат. Комисијата нема големи причини. Чудно ли ви е што се одложи така буквално преку ноќ? До вчера до 17 часот стоеше на вебсајтот на Собранието комисијата. Ние бевме како пратеници, јас бевме подготвени да се одржи тоа што беше закажано. Кога ќе ја закажат пак ќе биде. Групата што ги пишуваше амандманите? Значи амандманите ги подготви пратеничката група на СДСМ. И токму затоа ме прашувам дали така бевте известени или преку ноќ преку сајти вие видовте дека комисијата ишче. Ќе повторам, председателот на комисијата ги закажува состаноците средбите на комисијата. Нема никакви посебни причини некој некога да информира. Нема заднина според вас. Колку што јас знам дека председателот на комисијата е во Брисел на службено патување и не знам до каде е патувањето. Добро, сега да сме преку ноќ комисијата? Да сме од вчера во политиката и граѓаните на Република Македонија да се соочени со 2-3 години демократија па да поверуваа на овие изреки и овие тези на господинот Атанасов. Ние сме 27 веќе години парламентарна демократија и граѓаните на Република Македонија се исклучително искусни кога некој сака да манипулира со своите ставови. Ќе ви одговорам на вашето прашање, зошто одложувањето на комисијата? Мислам дека веќе на сите не јасно. Вчера навистина не ми беше јасно кога добивме порака дека комисијата е одложена и дека ќе се закаже за одреден период. Сега е совршено јасно. Значи, денешната изјава на господинот Груби вели дека ниеден амандман на СДСМ нема да биде прифатен затоа што тоа е апсолвирано прашање, завршено, договорено уште на пролет и така ќе биде изгласано. СДСМ има поднесено амандмани и сега по кој знае кој пат мора да ретерира од своите ставови што се однесува најповеќе до нивното коалицирање со ДУИ. Ова е, се разбира, една така салотейп коалиција, залепена прилепена, која што обстојува само на уцена и на соодветни ултиматуми. Ова беше политиканство. Добро, сега колега Данев, ги видовте резултатите од локалните избори. Видовме што мисли народот. Добро. За партијата видовме колку гласови добивте. Немојте. Значи такво политиканство не. Во парламентот имаме напредок политички. Кажувате нешто што е флагрантна навреда. Ги видовме изборите, видовме колку мисли и што мисли народот. За вашата идеологија, за вашиот пристап. Го добивте тој резултат и немате право тоа да го кажувате. И ако зборувате повеќе минути од мене, не знам дека треба истите работи ги повторувате. Јас навистина мислам дека колегата многу повеќе време користи, таму имаме минутажа, овде немаме. Но зошто ги игнориравте резултатите од 11 декември ако веќе се повикувате на изборни резултати? Вие ги игнориравте резултатите од 11 декември. Ништо ние не сме игнорирали, вие не успеавте да направите влада. Ви беше дадена шанса, вие не направите влада. Каква нашата влада вие не можете да кажувате. Единствен услов за да влезе Демократската унија за интеграција во влада со СДСМ, тоа се зборовите на луѓето од ДУИ беше законот за јазици и гледаме мислите тоа што го грешите. Гледаме зошто тој бил. Треба да се преиспитате за вашите политики, за вашите резултати. Затоа сега поднесувате неуставен закон. Мислам вие ја мислам дека е законот уставен и дека мислам дека во најголем дел е во согласно со уставот, а во амандманот 5 фино пишува дека многу од работите ќе бидат регулирани со закон. Не во законот. Во амандманот 5 пишува сакате да кажете, да импутирате дека службен јазик на целата територија на Република Македонија, освен македонскиот и албанскиот. Тоа сакате кои експерти се консултирате, господин? Добре, ве прашувам дали тоа пише. Јас ве прашувам кој е втор службен јазик во Република Македонија? Отворете го вие амандманот 5. Службен јазик на целата територија на Република Македонија. Дали во Македонија има втор службен јазик? Нема на целата територија на Република Македонија. Кој е втор службен јазик во Република Македонија, господине Данев? Значи 2001 година имавме конфликт. Службен јазик има само лидерите седнаа подпиша амандман. Ако се разбира. Вие не кажувате вистина едноставно. Не добро ве прашувам. Дали според уставот постоечки и според Охридскиот рамковен договор на целата територија на Република Македонија втор службен јазик е албанскиот јазик? Вие сакате да се играте со реченици, господине Данев. Во амандманот пишува, Венецијанската комисија ќе каже, вие можете малце по... Еве да ви издадеме, мислам, не знам дали гледавте парламент. Јас во диалог на колегата Данев му предложив. Заедно да подпишеме еден амандман. И го образложив зашто. Че зборот наука мислам дека беше во член 2 став 3, зборот наука не му е таму местото. И објаснив зашто. Науката не подлегнува на етнички бариери.
Ние што работиме во науката, знаеме дека се пишува во најголем дел на англиски јазик, или ако го потребите својот јазик, сигурно дека ќе напишете на англиски. И едноставно сакав да пробам да направиме една конструктивна атмосфера, со колегата го подпишеме тој закон и да докажеме дека во науката не важат етнички закони. Тоа е таа деетнизација. Колегата Данев го одби мојот предлог. Не сум го одбил. Значи вака, да, излеговте на говорници и кажате не е прифатливо. Не знам дали го слушавте вие. Значи зашто не го прифативте тоа? Не манипулирам. Не манипулирам, тоа беше вистина, го виде цела јавност. Да почнеме една конструктивна дискусија, ќе стигнеме до крајот. Вие, колега Данев, не сакате конструктивно да разговарате. Ако вие навистина цела година ве слушам во парламентот, само обвинувања, можеби не само вие, многу од вашите колеги, многу обвинувања упатија на моја адреса, на адреса на моите колеги, етнички прашања, патриотски прашања, доста. Значи Република Македонија треба да оди напред. Треба да одиме напред и да ја градиме Македонија. Се извинувам. Значи вака се. Само ве молам да се слушате. Не, вака се. Вие ако бевте чисти околу уставноста и ако имавте јасен став дека ова е навистина уставен закон и во рамките на уставот, ќе прифатевте колега Атанасов дебата, за која што дебата вие 10 години не обвинувавте секаде, на секое место и во секое време. Дебат. Зошто во моментот бегате од дебата за законот за употреба на јазиците? Зошто бегате од дебата? Еве ќе ви одговорам, ние не бегаме од дебата. Особено јас не бегам од дебата. Јас дебатирам со вас цело време и во јавности. Зошто тогаш немаше дебата по вашите закони? Колега Данев, дали имаше јавна расправа по вашите закони? Добро, може сега да ги носите во... Вие ме прашавте, ви одговорам. Зошто немаше? Дозволете да ви одговорам на прашањето. Зошто немаше јавна дебата вие кога ги носите закони? Може да кажам сега. Зошто немаше дискусија? Зошто немавте вие амандмани? Значи не обвинувате за нешто што вие самите сте го правеле. Вие не го носевте транспарентно. Ние ве поддржавме 2008 година, но 2011 не е поддржавме. Немаше никаква демократска расправа, ни амандмани од ваша страна. Дали е тоа вистина, колега Данев? Ама е така како што вие велите, значи тогаш вие цело време не критикувале за тоа што немало дебата според ваши стандарди, а сега вие лично и вашата пратеничка група гласавте да нема дебата во однос на ова законско решение. Пред 2 дена беше гласањето, вие притиснавте црвено копче и велите дека во Собранието на Република Македонија не треба да има дебата. Не, тоа значи да не се повикуваат експерти, особено експерти по уставно право, само тоа не интересира. Може и јазичари, може македонисти, албанолози и така натаму да дебатираат тие. Господин Атанасов, имаме една цел, да ги донесеме сите релевантни фактори стручни во Собранието на Република Македонија. Ако сакате во политичките партии да се развие на дебата. Јас не сум тука да слушам предавање. Колега Данев, веднаш ќе ви одговорам. Дозволете да ви докажам. Точка, не можете сега 5 минути ме слушате зашто треба да има дебата. Вие како партија да донесат сакате дебата само во тие политички точки, каде што власт ви одговара, господине Данев. Значи во комисијата за образование, подсетете се само пред 1-2 недели. Еве ќе ви кажам. Значи имаше една дебата по еден закон по една стратегија што се подготвува 3 години, колега Данев. Значи неколку од вашите беше полна салата во Борис Трајковски. Дојдоа, не знам, стотина луѓе. Се дебатираше, јас сакам дебата. Значи колегите од ВМРО ДПМН и вие дојдовте на дебатата, поседовте 10-15 минути, последниот мислам остана пола сат и отидовте. Значи тогаш не сакате дебатирате, а сега во точката каде што мислите дека ќе направите политички ќар на теми етнички кои секогаш сакате како ВМРО ДПМН да профитирате, вие упорно сакате дебата. Што не дебатиравте по сеопфатната стратегија за образование? Не останавте ни еден пратеник од ВМРО не остана, колега Данев. Па вие сте неискрени за стратегијата, ќе дебатираме за стратегијата. Не е проблем. Ние од ВМРО ДПМН секогаш не биле за дебата, ама не за дебата заради дебата. Да дебатираме на суштински теми и на теми кои што се за добро образованието не е суштинска тема. Не, а треба да дебатираме за образование. Не ми вадите сега. Една колешка ваша само збореше и тоа. Барате, подобро беше во Собранието да ги слушнеме стручната јавност и луѓето кои што доаѓаат од стручната фела, отколку ние со толков голем број на пратеници се вклучиме во таа дебата. Ги слушавме сите луѓе кои што беа поканети од ваша страна. Јас сум убеден дека во Република Македонија постојат и други релевантни фактори кои што ги засега образованието и образовните проблеми на кои што требаше да бидат поканети. Ви не ги поканивте, но добро, тоа е проблем ваш како председател на матичната комисија. Инаку ги слушавме апсолутно сите дискутанти на таа дебата и од тоа ќе донесеме соодветни заклучоци. Дали истата ќе ја прифатиме и дали ќе реагираме на истата или нема да реагираме. Инаку за граѓаните на Република Македонија. Само да кажам дека не секогаш ви одговара дебатата. Тоа е стратегија во која што и владите на ВМРО ДПМН учествувале, односно ја започнале изработката на таа стратегија. Тие теми мора заеднички да се расправат. Јас како човек во животот никогаш не сум поминал од разговор, од дебата, од размена на аргументи, но малку да по широката слика се кажа. Многу практично прашање. Дали еве сограѓаните албанци ќе имаат одредена корист ако службен јазик во Делчево или во Берово или во Виница или во Кочани или во Штип, па да кажем или во Гевгелија има
двојазичност, односно државните институции се двојазични. Прашањето е, ќе ви одговорам одмah. Прашањето ви е, имате уште прашање? Само уште еден момент и ќе видите. Или некои практички прашања да ги решаваме на сограѓаните албанци, пример. Зошто? Ние таков амандман веќе подготвивме и ќе го доставиме до комисијата кога ќе дојде она второ читање на законот, да пример оние медицински белешки, упатства и лекарства и така натаму, освен на македонски да бидат и на албански јазик. Од тоа ќе имаат корист албанците. Вашето прашање сега дозволете се вие прашувате или дебатирате? Значи овака, вашето прашање е сугестивно, манипулативно. Значи, еве сега ќе ви кажам, вие инсистирате, од 10 пратеници на ВМРО ДПМН 9 секогаш спомнуваат градовите во Источна Македонија. Таму каде што нема албанци, не може да има употреба на албанскиот јазик, колега Данев. Законот дозволува. Тоа е на ама еве не ми давате да одговорам. Таму каде што нема албанци, нема употреба на службен јазик. Таму каде што правата на граѓанинот, ние правата ги врзуваме за граѓанинот. Граѓанин албанец во Норвешка да отиде ќе му возможат права на свој јазик, да добие превод, да добие симултан превод, секаде и симултан превод. Значи немој да манипулирате и да ги дразните нашите граѓани во Источна Македонија, колега Данев. Постојано ги промувате малите градови кај што нема албанци. Нема да има двојазичност во ниедно место каде што нема албанци. Каква е употребата на јазикот ќе видиме во практичниот дел. Вие сакате само во манипулативниот дел и постојано повторувате. Виница, не знам, овие делови, нема да има употреба таму. Нема да има употреба. Значи не сте во право. Значи тоа ви е страшно сугестивно. Не е сугестивно. Ние правата ги врзуваме за граѓаните. Значи во Република Македонија во 2001 година се обидува политичките елити да најдат баланс меѓу државата и општеството, меѓу колективните и индивидуалните права. Стигнаа каде што стигнаа, со голема поддршка на Брисел и на други некои главни градови. Од тогаш натаму, ние што правиме понатаму да нешто си помогнеме да живееме? Колега Данев, вие не гледате овие 10 години што се случува во Република Македонија. Си отидоа младите, си селуваат македонците, албанците. И ова не е. Еве, и ова е политика. Ама ние треба само треба треба да го градиме општеството за да луѓето не си одат и младите си ги наоѓаат овде. Меѓу нив е секако секторот образование за кој сме двајцата заинтересирани. Добро, значи видите, ова е една типична димна завеса. Јас ова го кажав и во собранието при мојот говор во однос на овој закон, затоа што се гледа дека е многу тешко, дури не изводливо оваа влада на СДСМ и ДУИ да го испорача она што го ветија на граѓаните, а ветија 100.000 денари плата за лекарите, ветија поголеми плати за администрацијата, ветија поголем број на работни места, ветија поголеми субвенции, сега гледаме дека ќе ги намалуваат субвенциите, ветија поголеми пензии, сега гледаме со последните сметки на пензионерите помали пензии. Затоа мора ваков неуставен закон да се дигне прашина вака политичка и да може цела македонска јавност сега да биде фокусирана на еден закон за јазици наместо на она на што граѓаните го бараат, а тоа е поквалитетен секојдневен живот. И она што навистина секојдневно и со проекти ги решава проблемите на сите граѓани без разлика на нивната етничка. Ова не е закон за употреба на македонскиот јазик и тука е вашата најголема манипулација. Ова е закон за употреба на другите јазици. Тој јазик што е дефиниран во амандманот 5, што е службен, што го говорат најмалку 20% и за другите мали заедници. Ова не е закон за регулирање на македонскиот јазик. И од тука тргнувате и сите можни тези ги извадивте. И секогаш завршувате дека ова е неуставно. Бидете сигурни дека голем дел од албанската заедница дали уставен или неуставен ќе видиме. Ние сметаме дека е во рамките на уставот, дека е во рамките на законите и всушност во законот па треба да направиме и животворна материја. Значи, кажувам дека мора да го најдеме балансот за да може да возможиме граѓанинот албанец, турчин, сите што се во Македонија да им возможиме права јазични, културни и сите други. Тука нема ништо спорно. Во однос на институциите на државата да се обидеме заедно да размислуваме и додиме напред. Јас мислам дека ние размислуваме и разговараме во интерес да го подобриме законот. Во фази колку што може. Поминаа 15-16 години. Јас мислам дека не сме отишли многу понапред во однос на овие прашања. И повторно заглавуваме на прашање за кое треба да чекаме однадвор одговор. Ајде еднаш сами да се договориме дали ова може да се спроведува. Не е ова закон за употреба на македонскиот јазик. Точка. Добро, вака се. Ние можеме да се договориме за се, ама не може да се договориме ако ви имате намера или политичка корист да во моментот за да обстои коалицијата да одите надвор од Уставот на Република Македонија. Затоа не може да се договориме. Значи тоа би излегло на секоја телевизија каде што гледаноста е во најголем дел од албанската етничка заедница и ќе дебатираме за сето тоа. И голем дел од албанската етничка заедница не сака на ваков начин да се носат закони кои што ги тангираат, еве да речеме нивните права. Верувате ми во тоа?
Ние вака со тоа европско знаменце што го ставате. Па еве да покажете на добра волја. Тргнете го законот, да се врати законот во. Јас не можам да го тргнам. Знаете кој ги става знаменце. Зборуваме да спекна владина коалиција. Вратете го законот во влада, тргнете го европското знаменце, нека поминат сите процедури легални деловнички во собранието и ќе дебатираме во законски легална процедура, во деловничка процедура. Значи еве ви го делот каде што кои се оние ингеренции на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Значи што од ова поголеми факти во математиката има и индиректни и директни докази. Ви кажав и индиректни и експлицитни и имплицитни докази на вашиот неуставен начин на, тоест неделовнички начин на донесување на ова неуставно законско решение. Обвинувате и мислам дека не нудите ни пат. Не е политика, ви молам. Вие имавте шанси, колега, да донесете закон. Имавте шанси во 2008. Го донесовте, ова не е справедливо, ниту било. Донесовме закони уставни. Донесовте амандмани. Ама уставни закони за кои исто така не знам што се постигна со нив и сметам дека и вие и вашите колеги од групата во неколку наврати, можеби не сите, кажавте дека има потреба од ваков закон. Еве вие колку помагате, сте конструктивни. Дозволете ми само да прочитам на вашиот лидер изјава во врска со законот. Во врска со законот вашиот лидер кажува дека вчера мислам дека го изјави дека овој закон создава простор за уште поголема поделба меѓу македонците и албанците. Таа додатна поделеност ќе биде потенцијал за движење на земјата, еве повторно, федерализација, поделба на државата, растурање на државата. Мислам, ваков јазик да кажува човек кој 10 години беше премиер на Република Македонија, па што правел вашиот? И уште една реченица има. Проблемот во тоа што и онака македонците и албанците живеат едни покрај други, а не едни со други во оваа држава и што овој закон тоа ќе го предлавочи. Добро утро. Да, добро, вака. Што правевте, господине Данев, 10 години? Не е само законот. Значи се работи какви се односите етнички внатре во Република Македонија. Види, ние имавме привилегија, јас би рекол привилегија, да бидеме во коалиција со двете најголеми етнички партии на албанците, тоа се и ДПА и ДУИ. И соработката и со двете партии според мене беше сериозно добра, затоа што еве ДУИ обстои 8 години во коалиција со ВМРО ДПМН. Ако имало вакви проблеми како што вие сакате да ги нагласите, не вашиот лидер го кажува тоа, не јас. Еве прочитав. Сигурно дека ама нема мене да ми импутирате, ја прочитав изјава на вашиот лидер. Значи сигурно Демократската унија за интеграција ќе била незадоволна од одредени состојби и наши ставови и нормално ќе побарала коалиционен партнер во друга политичка опција, еве нека биде тој и СДСМ. Видете, имаме различни концепти со вас како Социјалдемократски сојуз на Македонија. Значи ВМРО ДПМН решава затоа што практични проблеми на граѓаните на Република Македонија без разлика на нивната етничка припадност. Ние отвараме и нови училишта, и нови болници, се извинувам, бесплатни учебници, Кембридж програми, еве за образованието да збориме, за здравството. Отваравме како владеачка партија и стимулиравме нови работни места, да молам, нови инвестиции. Вие во немок, не знам каква, дали кадровска или идеолошка, да тоа го направите, секогаш ви е најлесно, ВМРО ДПМН го одбила тој предлог, ние можеме да седнеме и да договориме нешто кое што ВМРО ДПМН, бидејќи секогаш сакаме да работиме во рамките на Уставот, го одбило, сега ние можеме малце да се протнеме надвор од Уставот и со тоа да решиме одредени работи, квази решавање со тоа на проблемите. Главните проблеми на граѓаните не се во, не знам, надвор од Уставот. Сите проблеми можеме да ги решаваме во рамките на Уставот. Во однос на изјавите, бидејќи читаш изјавата на нашиот лидер, јас ќе прочитам изјава на вашиот координатор пред 3 месеци или 2. Вели вака, господин Тунтев, сега јас се извинувам, тој ми е колега и го почитувам и се почитуваме, но морам да цитирам одредени негови изјави, ставови, бидејќи тоа го направи господинот Атанасов. Вели вака: нема да има казни за неупотреба на албанскиот јазик. Значи тоа е став на господинот Тунтев, координатор на пратеничката група на СДСМ. За да сега, вели вчера или денес на неговата пресконференција, вели ќе ги намалиме казните. Која е таа политичка конзистентност која што координатор на пратеничка група ја изнесува во манипулација, господине Данев. Значи вие постојано не кажувате што изјавувавте вие. Еве ќе ве потсетам. Вие изјавувавте, колега Данев, дека македонците ќе бидат казнувани во Виница, во Делчево, Пекчево по 5000 евра ако не го потребуваат албанскиот јазик. Тоа беше вашата манипулација. Моја лична желба, став на пратеничката група, дека со казни не може да одиме напред. Дозволете ми, особено овакви закони. Вие, колега Данев, ги наполнивте законите со казни. Само заборавивте во вашиот закон од 2008 да ги ставите казните, зашто знаевте дека нема да се спроведува. Казни за институциите има за да се спроведуваат законите. Вие кажувавте ќе потсетам дека граѓаните на Република Македонија ќе бидат казнувани, што е голема лага. Па ќе бидат казнувани ако не го почитуваат овој закон неуставен. Ниеден граѓанин нема да биде казнет за никаков закон, господине Данев. Не, ма сега не сте искрени.
Дали збориме за граѓани или за државни институции? Дали во овој закон се пропишани казни? Па државната институција. Не за граѓаните, вашата манипулација, вие ги плашевте македонците дека ќе бидат казнети. Така е. Сите ги бидат казнети, кои нема да го почитуваат овој закон. Овој закон само за македонците се однесува. Сте ги заборавиле изјавите дека македонците ќе бидат казнувани ако не го потребуваат. Сетете се малку, ајде. Пауза за реклами, се враќаме назад во студиото. Добродовте назад во студиото на 24 анализа уставен или противуставен закон за употреба на јазиците кој ќе има корис од него, дали ќе ја блокира државата и администрацијата или пак ќе донесе подобрување на соживотот во Македонија. Ова се темите на кои што дебатираат вечерва Драган Данев од ВМРО ДПМН е пратеник и Петар Атанасов пратеник од СДСМ. Се смирија страстите? Да. Законот е многу комплексен. Јас сакам тука малку да чипнеме темата околу тоа како ќе се применува, господин Атанасов. Законот по неговото донесување сигурно дека ќе треба да се применува. Јас кажав дека има три делови, особено е интересен делот на практичната страна, каде во кои области колку ќе се користи. Има многу прашања, има многу процеси што ќе треба да покажат колку употребува на кој ниво. Малку поконкретно, бидејќи немаме многу време да завршуваме. Сите области, еве конкретно во делот во судството. Со законот албанскиот јазик влегува во судските постапки, во постапките пред јавното обвинителство и така натаму. Но освен овој закон кој што вие ќе го донесете со просто мнозинство 61 глас, предизвикува во судството да се изменат системските закони, за кои што ви треба двотретинско мнозинство. Како овој закон ќе се применува во судството? Па, законите... Незаконски? Да, ве разбирам. Законите се и хоризонтална и вертикална материја. Вие ме прашувате за една вертикална материја. Сигурно дека со поголема важност и тежина се двотретинските мнозинства. И овој закон, веројатно, не може во таа смисла да оди со членот и ставот 5 кој се регулира. Тука ќе мора. Ние ќе кажав и на почетокот, ќе повторам уште еднаш. Уставноста ќе ја почитуваме како владина коалиција во однос на Венецијанската комисија. Во однос на практичноста, ние 2001 година која донесевме во Охридскиот рамковен договор, многу работи беа отворени. Па година за година почнуваат да се реализираат, да влегуваат во живот
структурите во владата, вработувањата, исто ќе биде и со овој закон. Секако законот има одредба од една година грейс период, кога сите институции би требало да создадат услови за законот да се спроведува. Имаш изјава неделава од професорката Бесарифи, кривичар, која што вели дека без измена на системските закони не може да се спроведува законот во судството. Праксата ќе покаже колку сложено и колку комплицирано и колку правата на граѓанинот може да се спроведуваат. Мислиме дека ако го врземе правото за граѓанинот, дека ќе може да се овозможи. Тоа ќе чини секогаш помалку од она што го поминавме овие 20 години. Чи правата на граѓанинот се неприкосновени. Право на слобода, на вероисповест, на движење, право на јазик. Правото на граѓанинот мора да го исполниме. Овој закон го дефинира правото на граѓанинот во сите области. Јас разбирам, само ви кажувам конкретна пречка е тоа, значи конкретно нешто. Ајде да гледаме од страната на предизвикот. Зашто од страната на пречките? Зошто би било пречка некој граѓанин да го користи тоа право во судските постапки? Не. Значи дали ќе барате колегите да ги поддржат системските закони? Па сега зборуваме за овој закон, не сме ни дошли до овој закон. Колегите од ДПМН жестоко се борат, од ВМРО ДПМН жестоко се борат да овој закон малце се успори или се блокира. Да се преформулира. Зошто не мислевте на реалната употреба на законот кога го пишувавте? Апсолутно мислевме. Владата сигурно не седнала да пишува закон кој нема да се спроведува. Ставот на владата, на парламентарното мнозинство, овој закон да биде употреблив, да биде спроведлив. Па има проблем, не може да биде спроведлив. Законот не е ни донесен, од кај знаете дека ќе има проблем. Тоа го кажуваат некои луѓе експерти од страна. Ние имаме одговорноста да носиме закони, тие закони да спроведуваат. И сакаме да донесеме закон што ќе се спроведува. Господина Атанасов, без системските закони не може законот да влезе во функција во судството. Многу е просто. Овде не се регулира само судството, се регулираат сите други области. Или судството да стендбај ќе биде? Судството ќе покаже колку е справедливо тоа, но ние сакаме да биде справедливо, да биде употребливо, да може граѓанинот албанец да го користи тоа право. Тоа е најголемата борба. Граѓанинот албанец да му се овозможат јазичните права. Господин Данев, не дека немаше дебата во собрание за овој закон. Значи 3 месеци пред изборите, обструиравте, зборевте, си реплициравте сами на себе 10 пратенички групи, ги користевте сите можни права и така натаму, за да не се гласа првата фаза од законот во собранието пред локалните избори. Изгласа првата фаза. Главните обвинувања ви се тромавост на институциите, дека не е функционален законот и така натаму. Добро. Зошто имате против граѓанин во штип на својот јазик да побара, да речеме, услуга од Централниот регистар? Вака сега, самите го одговоривте прашањето за абсурдноста на донесувањето на еден закон. Не, одговорите ми на прашањето, ќе ви дадам дозвола да си го кажете. Може да кажам јас моје мислење во однос на она што го дискутираше господинот Атанасов. Значи, што е абсурдот правен? Ја не сум правник. Не сум експерт ни по уставно право, ниту по било кое право. Но, ние носиме, или тие, имаат намера да носат закон со просто мнозинство со 61 глас. И веќе во прва фаза го донесува со 66. Што сакам овдека да потенцирам? Тој закон имплицира промена на системски закони, ама сега дозволете јас да го кажам пред граѓаните на Република Македонија. Па тоа е најбитното нешто. Прашав господина. Па тоа ја враќа процедурата назад. Одговорите ми на прашањето. Зошто кога преговаравте за влада со ВМРО ДПМН, со ДУИ се извинувам, според ДУИ и според нацрт предлогот кој што го објави Алсатин, немавте воопшто никаков проблем, бидејќи ДУИ велел дека сте се прифатиле овој закон, буквално сте го прифатиле, а сега ви е проблем. Ова е правен абсурд и ние од овој лабиринт правен мора да излеземе. Значи ние не спориме за дали треба една етничка заедница да се употреби или да се зголеми употребата, да се унапреди употребата на нејзиниот мајчин јазик. Да го тргнеме тоа на страна. Секогаш и како човек и како партија сме за унапредување на употребата на мајчиниот јазик на секоја етничка заедница. И не сакам таа етикета неприродно да ја лепите за нас и за ВМРО ДПМН. Ова е правен абсурд, тоа сакам да ви го кажам. Не може закон кој што се носи со 61 глас, просто мнозинство, да имплицира промени во системски закони што се носат со двотретинско мнозинство. И да бидеме јасни, ако тие имаат двотретинско мнозинство, тие немаше вака неуставен закон да поднесат. Едноставно ќе го сменеа уставот на Република Македонија и ќе дојдеа до вакво едно решение. Тоа беше и став на координаторот на пратеничката група на Демократската унија за интеграција, кога во март или април месец излезе на говорница и ги кажа сите елементи кои што се договорени во тој коалиционен договор. Еден од тие беше и промена на устав и значи официализирање на албанскиот јазик, потенцирам, на целата територија на Република Македонија, што не е ниту уставно,
ниту со Охридскиот рамковен договор. Дали доколку на 29 јануари, дури решеше дека ќе коалицира со ВМРО ДПМН. Јас можам едно да ви кажам. Истиот овој закон тогаш ќе ви беше исто против според уставот. моите информации не се работи за исти закон, туку се работи за закон во рамките на Уставот на Република Македонија. Само едно прашање да ви одговорам. Вие потегнате многу суштинско прашање. Велите како ќе се применува овој закон, така? Овој закон. Член 20. Ако дозволите, мора да ми дозволите. Ова е суштинско прашање. Закон може да се носи. Одговорите ми прво на прашање. Али Ахмети вели дека буквално до збор е истиот закон дека вие сте. Добро, ќе ми дозволите да имам право или да не сум бил во состојба да ја слушнам изјавата на Али Ахмети, со тоа не се амнестирам од некаква одговорност. Значи јас го знам ставот на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН. Значи ВМРО ДПМН не прифаќа закон кој што е надвор од границите на Јас ви кажувам дека не сте прифатили. И сега како да ви кажам? Вие ме прашавте многу суштинско прашање, тоа го поставивте прашање на господинот Атанасов. Велите како ќе се применува овој закон? Овој закон ќе се применува според член 22. Вели: глоба во износ од 4 до 5000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на органите, добро, наведени во член и така натаму. Сега ставот вашо вели, затоа што споревме со господинот Атанасов, ќе се казнуваат органите, институциите, нема да се казнуваат граѓаните, вели вака. Глоба во износ од 30% од одмерената глоба ќе му се изрече на службено лице. Веројатно тоа службено лице е граѓани на Република Македонија. Значи, службено лице и одговорно лице, тоа се граѓани на институции во органите од став 1 на овој член. Еве, и експлицитен и имплицитен доказ дека казните постојат и ќе постојат и со вашиот амандман кој што мислам дека Дуи нема да го прифати, но еве ќе видиме времето ќе покаже, вие не ги укинувате казните, вие ги намалувате. И уште една констатација. Инклузивен закон кој што треба да донесе инклузивност во нашето општество и да биде поттик во нашите евроатлантски интеграции не се носи или не се спроведува со помош на вакви драконски казни. Тоа треба да биде компромис на сите политички партии во Република Македонија. Сакаме правото да биде врзани за граѓанинот и јазичните права, но сакаме и во централните институции да има избор на кој јазик ќе сакате се обратите и на тоа инсистираме и разговаравме и мислиме дека не сме далеку од коалициони разговори да отидеме во таа насока да има право и на јазикот што е службен и на јазикот што го говорат најмалку 20%. И сакаме на крајот да кажам дека ако овој закон не се спроведе, ние сакаме нашиот закон да се спроведе. Блиц многу кратко. На почетокот честитавте денот на албанската азбука. Денеска во Република Македонија на централната прослава немаше македонски јазик, туку само на албански јазик се одбележа во екот кога се зборува за јазичните права, се зборувам вице-премиерот, потпредседателот на владата за Рамковен, зборуваше само на албански. Тоа треба во Република Македонија да се промени. Треба да зборуваме на јазици на кои се разбираме, на јазици на кои можеме да работиме заедно и да одиме напред. Изделувањето во етнички групи само ќе не донесе до поголеми подели што веќе се создадени. Ви благодарам и на двете. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието, останете понатаму со Телевизија 24.